Да, Скопје радост ти ќе бидеш, Скопје ти ќе бидеш свет. Одиме со омилената песна на Маги, Магдалина Ризова Чирник, таа ќе ни раскаже својата скопска приказна. Одиме. Видаш како е? Скопје радост ти ќе бидеш, Скопје ти ќе бидеш. Здраво, живо. Многу ти благодарам, Маги. Знам дека ќе биде ова интересен разговор, знам, заради тоа што и кога се договаравме, ти кажа некои работи кои што не си ги кажала. Ја морам да ставам иначе очила затоа што многу има сонце и затоа што е многу топло. Да. Па затоа го сакаме Скопје, затоа што има многу сонце. Така е, затоа што и во октомври, крај на октомври има уште сонце. Така е. Така е. Како си, Маги? Добро. Добро си? Добро. На ваков убав ден, да, секој сме добро расположени. Добро е што не е ладно, што нема маглишта, што нема дождови. Додека е вака ќе биде добро. После ќе видиме. После, ќе се снаоѓаме. Ќе се снаоѓа. Да. Кажи ми, зошто го сакаш Скопје? Не знам да ти кажам право, затоа што нема нешто конкретно. Значи, го сакам, уште кога бев малечка, во Скопје имаше некои ритуали. Значи, ритуали у недела се знае од Сабајле, 10 сат, тато ме носеше мене на клизалиште. Значи, ја да живех, не знам, било каде од друг град, немаше да знам да клизам, знаеш. Потоа, во саботите, некогаш во саботите, кога ќе имав напишано домашно и кога ќе имав све научено... Ке беше добра? Да, кога ќе бев добра, знаеше да ме носи у Пелиштер на чорба. Добра. Тие ритуали не се заборават. И од мала, јас сум више, како да кажам, 50 години во Скопје, а татко ми е многу поише, така да тие традиции што ми ги оставил татко ми, уште си ги негувам. Сега у Пелистер одам на кафе, значи нема више чорба. Но одиш? Да, но одам. У Пелистер се оди на кафе или на нешто благо. Така. А на клизалиште се уште не можам да отидам, затоа што само зимно време работи. И сега малце со килажава, не знам дали ќе може да ме издржи. Башка ми е страв, имам години, ми е страв да не скршам некоја нога, да не свиткам некој гмушт, нешто таму, па после тоа тешко се опоравувам ја и затоа. Добро, ама многу сакам да гледам. Да. Дарија носеше на клизалиште после ти? Како замена за... Не ја носев. Не, даче си имаше некои други ритуали. Од незиниот од брат ми, така да. Она што не смееме да го заборавиме се едни ордени кои што не успеа да ги најдеш, ама раскажи ми ја приказната. Ордените се дома, ама не успеав да ги најдам. Добро, сега се пак уште е во отпакување фаза. Од поголем во помал стан влегувам, така да све е у кути. Но татко ми има ордени не за Скопје, него орден Рада се вика, кој што е потпишан од Тито, од Јосип Броз Тито, 69-та година. Му е поклонет за добар работник, работел тамо, не знам дали потоа како се вика тие нивните траси, пошто татко ми бил правел тунели, правел патишта, така да има таков орден Рада и тој си го чувам. Еднаш, не знам кога беше, кај требаше негде нешто да конкурирам. И јас си го сликнав орденот, викам, ај нешто па ме попали, да ме ти работлива си. Како викам, нема да бидам работлива, па биде, викам, татко, више, орден Рада има.
Па морам да сум метната на него. Не, како? Така да се смеем у такви ситуации, али си го имам, Да. си го имам дома. Ќе му најдам некое место, ќе го ставам на некој Мора да го така ставиш. видно место, Така е, да, и покажи Па на... ако ќе дојдеш, кога ќе снимаш дома кај мене, Е, тоа ќе важи. Тогаш ќе го сликаме. Да, и ние. да, да. Во автокоманда израсна или во друго Во мало? автокоманда израсна. Добро. Во автокоманда Како беше да се израсна. расте во автокоманда? Многу убаво и уште е Убаво. убаво. Гледам автокоманда не е нешто така многу сменета Промен. како порано, значи учев во Стив Наумов училиштето, а одма карши училиштето има едно 4 згради и одма зградата до училиштето беше нашата зграда. Така да од тебе тераса ти се беше- гледаше и мајка кога ќе се вратев дома и ми каже: "А, денеска те дигнаа да одговараш, а?" И тоа можеше да види? себе. Леле, страшно. Така да, ако ме кренат, само ќе ме кренат вака на табла и само гледам дали гледа мама. Ако гледа мама, тешко мене после. Пошто немаше двоглед за да види што пишам на табла. Добро, како ученичка беше? Се Па, снаоѓаше? не бев нешто некоја одлична, ама многу добра си бев. Да. Аха. Многу добра, така и в средна школа бев. Мгм. Така А и у кај отиде средно? Средно прва и втора учев у Корчагин, а трета и четврта... Леле, у да. Корчагин И па отиде. тато ме запиша таму, Леле. математички смер, што највише мразев, Леле. знаеш. А после трета и четврта ме врати ваму во ГУЦ смер архитектура, Аха. пошто нели он беше граđevinски Да. инженер, татко ми, ја демек И ќе мислеше бидам... дека ќе Да, и бидеш да негов се наследник. продолжи, да, Така е. жицата, нели, Да, ја да правам традицијата. патишта, згради, Да, едно да, друго, да, и тоа беше многу интересно да носеа на пракса. Овие куливе овде кувлае, високиве, најви. Значи не беа доправени, ама имаше така некои шипки и јас си ги земав тие арматурата, ја земав арматурата и вака се вртев, знаеш, си правев кругови, ама си гледаш долу, класната кога дојде Брезова. Кога ме виде, ми рече: "Ти никогаш повеќе нема да се качеш." Тоа беше, не знам, 10 12 И ме кажала на татко ми, и татко ми дојде вама: "Зашо правиш такви работи?" Викам: "Тато, сега ја немам страф од летање." Викам: "Тој што има страф од летање, Нека му ја мисли. нека му ја мисли. Како така си се држила за шипка, си гледала надоле?" Па викам: "Што, за видам колку е високо, не разбираш, мислам, уште од мала бев таква, ама нешто ме влечеше архитектурата, многу ме влечеше Стварно, архитектурата, значи ќе беше но добар и на архитект. на секој голем одмор, тоа беше битното што ГУЦ беше тука некаде Карши драмски театар, Аха. многу беше близко. На секој голем одмор идев ја у драмски, си купував карти, идев на представи, така се заразив. Уствари, така не станав ни архитекта, не станав ни полицаец, не станав ни докторка. А Требаше сакаш и докторка. полицаец да станеш? Да, и полицајка сакав да учам, да тоа многу сакав да бидам полицајка, му штикли, викам, како трчам на неја полицајки не штикли. Абе, маки. Значи, да. докторка сакаш да станеш? И докторка. Да, ама хирург. А, хирург. Добро. Посебно нешто во хирургија или? Не, да Нешто сецкам. Нешто да сецкаш? Само да сецкам, да. Пошто све си сецкам, сите инсекти, Мгм. вакви, такви, жапчиња си собирав и си ги сецкав, там ми беше интересно Мгм. многу. Ама на крај преовлада драмскиот театар и станав глумица. Да. Колку рече дека тоа најмногу влијаело, но има ли некоја представа можеби која што те, не знам, те фасцинираше или те фасцинираше се тамо, па одлучи тоа или Сема ништо? ме фасцинираше, инаку ја кога одев тогаш играше Солунски патрди. Играше Солунско патрди, ја имате изиграно над 500 или 600, Да. не знам. Али тоа беа почетоците. Така да ме фасцинира сите представи со глумецот Ненад Стојановски. Така да он ми беше еден од омилените глумци и Кому не беше умилен? потоа имав чест, мужу кога бев мала, а потоа имав чест кога завршив да играм со него во Греф или Шприцер. Игравме заедно таа представа и играв уште една представа во Македонскиот народен театар Божји гнев се викаше, од Џанина Мирчевска текстот, а професорот Унковски ја режираше таа представа и со таа представа шетавме многу, така да имам многу убави спомени од тој човек и многу научив од него, а потоа кога си отиде он тука замена као некоја поблага замена ми беше Александар Чамински. Тој беше одличен актер, уште си е жив човекот, само си живее надвор од Македонија. Не се дружиме многу ретко, се гледаме на 10 години. Така да и тој беше еден од тие многу, како да кажам, актери начитани кои што знаеа се за уметност, значи не само за глумата, знае за сликарство, знае за вајарство, знае за балетот,
За многу работи научив од нив двајца. Беше тешко да влезеш на драмски? Која беше ти? Па беше, да, првиот пат ме одбија. Како те одбија? Да, првиот пат ме одбија. Уствари истата година, таа година имало и други Секогаш години. било тоа на 2 години, така како не, режија? на 4. На 4 години, уствари. на 4. Добро. Таа година кога јас конкурирав, значи беше у јуни месец приемниот испит и во јуни ме одбија и значи не се исполни квотата, требаше да примат не знам 15 глумци, они примија само 9 или 10, не знам. Не се исполни квотата и имаше уште еден втор уписен рок во август месец. И ја цело лето, ние тогаш татко ми градеше една викендица доле во Валандово и ја на викендицата таму на кровот, знаеш, мислам, архитектот. Цело лето таму работев и си го повторував текстот, значи го вежбав монологот што требаше да го презентирам. А кој монолог што правеше? Јулија, Ромео Јулија, да. аха. Оној дел кога Рома е одолу, а ова е на балконот и му вика Ромео, што ќе си ти, не знам што. Имаше некој што те подготвува или сама тоа го правиш? Мој најдобар учител беше актерката Нада Гешовска, кој што многу кратко се дружевме, ама заедно се спремавме јас, Предраг Павловски и Никола Ристановски. Нас тројца она не спремаше, многу не сакаше таа жена. И чекавме да испозавршиме, пошто малку ние понапред завршивме јас и Предраг, а Никола една година или две, не знам, позади нас. Ама го чекавме една година уствари, па Никола кога дипломираше, па сите тројца ја отидовме на тетка Нада, онака да ја кажеме едно благодарам и знам таа анекдота, многу ретко ја кажувам, пошто отидовме нели со благо, со бомбонјери едно друго и на крај една флаша виски однесовме, а за тетка Нада стар човек, мислам тоа не пие, а она цел ден се спремала, ни спремала гибаница, не знам што. И го отвори тоа шишето, рече, па ајде да наздравиме, знаеш, малку, и она малце пивна и цело време те укујна те ќе донесе, па ќе донесе, ќе принесе нешто. Ние го испивте? Да наздравиме и го испивме цело шише виски што и го однесовме на Канада. Епа, добро! Големи будали од нас, тројца, и на крај, кога си одиме, значи си одевме по партизанска, партизанска одевме, пошто немавме пари ни за автобус. Тројцата, ја у средина, овие двајцата ме грабнали, полека да нека одиме, и викам, како можевме да бидеме такви идиоти, човече, мислам. Ама многу не сакаш така. Да, кога ќе се зборува за такви анекдоти, веројатно имате еден тон. Да, многу. Да. Многу. Ја не знам само дали некогаш сте се смееле до зауѓање заради тоа што ја прв пат кога гледав Буре Барут, сега таа ми е прва која ќе нели бабичката и ти ми е, значи ја не можев да се соземам после таа сцена. Дали на пример кога ја подготвувавте исто така во Скопје, нели се случувало се, дали беше тоа исто така драма или кога не ја подготвувавме? Знаеш кога пркна таа представа? Таа представа пркна после 6 месеци после премиерата. Значи после 6 месеци дојде белградската Буре Барут. Ги донесе професорот Унковски. И знам Карановичка играше тамо. Ја многу ја сакав таа глумица и професорот ми вети дека ќе ме запознае со неа, ме запозна, така да тие 2-3 дена они кога играат тука, ние ги гледавме и викавме, па нашата е болја. Знаеш, као, па нашата е болја. И стварно е болја. Ја хрватската ја гледав и не е ни одблиску тоа. Публиката што ја гледала до тогаш вика, па нашата е болја и сите сега, знаеш, се прочу тој глас. Ај баш да видиме, пошто сите ја гледа Белградска, ајде да ја видиме нашата и така после 6 месеци вивна Буре Барут и не престана од тогаш. Од тогаш почнавме многу да се смееме, затоа што публиката ни го даваше оној импулс кој што требаше да го дадеме ние на сцена. Значи ние одевме, вака да ќе си отидам и ќе си седнам на сцена и кога ќе видиш публика, и самата публика те тера да ја развиеш сцената, да ја играш малку и на друг начин. И тоа немаше крај со мојата сцена и со на Никола Ристановски. Бабичката ти е навистина некоја сцена од автобус што си ја видела, така нешто знам, се сеќавам кога студирав. Уште кога студирав, возев во автобус двојка, секоја сабајле, нели, идеш на на часови и тук таму ќе си најдеш некој прототип. Сум си нашла и бабичка, си најдов и дедо, си најдов и еден дечко невоспитан, значи од све. Ликовите ги крадеш, така. Сите ликови, доека се возев во автобус. Од кога престанав да се возам во автобус. Беше потешко. Малце потешко.
Како се градеа тогаш ликовите потешко? И па тогаш ќе влезеш ете така у некоја продавница и Добро. така ќе си гледаш и некој ќе се расправа зашто чашама е ваква, зошто е 200 денари, зошто не е 150 денари. Ме разбираш? И така си чепкаш некои ликови. Така е, да. Бура Барут не игра веќе, а? Не игра. Да, игра пак. Играш 18 години на Ако сцена. може пак. Значи пораснав ја со таа, созреав со таа представа. Така да дојдовме до момент кога Сашо Миленковски ни беше директор и му викам абе до кога ќе играм ја Евдокија е 18 годишно девојче, знаеш, ја више направив 40 години и кусур и викам ја Евдокија ќе играм. И ајде тогаш се смилува да ме смени, Јеленче ја стави, а ја играв бабата и играв тој прво Аце. Викам, а овој Аце што го играм, бе, викам 13-14 години, има кој ќе го игра? Да, бе, маги, вика сега, па нема кој. Па викам, сега ме смени за Евдокија, за Аце, викам, и ја на почеток играм 14 годишно дете, а после играм 18 годишна баба. Мислам, знаеш. Слушај сега, морам да те прашам само. Татко ти се наљути кога ти избира глума? Ау, да, Да? да. Тато се наљути многу. Тато мислеше дека од мене ќе стане архитекта, ама кога видя дека се запишав на драмски, он мислеше цело време дека сум запишана на костимографија. Или костимографија Ти режија. така му кажа или? Не му кажав ништо на драмски. Не му кажав ништо, пошто ако му кажав глумица, ќе беше, не знам. Врати се дома. И Добро. така да, кога пред да дипломирам, значи ја почнав више последната четврта година, играв више трета и четврта, играв те у МНТ, те у драмски. И имаше, тато си читаше новина Нова Македонија, у Нова Македонија рецензија за некоја си представа, ете, например, ова професор Тунковски што ја правеше, Бојжи Гнев, и чита рецензија и тука демек добри се актерките и не фалат мене и Софија Куновска, пошто ние двете пари игравме. Се глупиравме таму, али бевме многу добри. И вика и актерките Софија Куновска и Магдалена Ризова. И татко ми, што е рече ова? Те ставиле тебе овде? И ја морам да го лажам, викам, па види немаше кој, знаеш, па сега ги зимаат и од костимографија, од класата на костимографија, од класата на режија, ги зимаат, ги ставаат на исти куп, викам, и така, викам јас, уште еднаш ова да не се случило. Знаеш, као, викам, добро, и кога дипломирав, ја донесов дипломата дома, се бајле у 6 сат, пошто нели цела вечер славевме, се бајле у 6 сат, ја ставив во трапезарија на маса и си легнав да спијам. Добро. Да ме нема. И у 2 сат мајка ми ме буди, која е да стани да ручаш едно друго и рече, ете, дипломава, знаеш како свечен ручек да направиме. И јас си станам, си кјутам едно друго и татко ми па еден на здравје, среќно дипломирање едно друго и неа ни прочита дека натре пишува актер. Знаеш. После па ме викна у драмски театар да играм представи на првата премиера Греф или Шприцер, тато и мама, тогаш знам беше председател господинот Киро Глигоров. И ни дојде на премиера, дојде и татко ми и мајка ми на премиера, Чора беше директор. Добро. И Чора ги знаеш и ги викна, знаеш. Господинот Киро сакаше да ме види мене и рече, сакам детево да го видам, он мислеше дека сум некоја од средно школа или до основна школа, пошто ја изгледав така неухрањето слабо, знаеш. И дојдов ја и рече, и председателот вака ме прегрна и ми вика, и сега, кој оделение си ти? И јас се збунив. И се што да кажам, и Чоре беше тука и вика, господине председателе, она е наш дипломец, што туку дипломираше. И кога му каже така, вака тргна раката и вика, како? Како дипломираше? На што дипломираше? Па на факултетот за драмски уметности, ете сега веќе почна да игра. Леле, рече, колку младолико дете си. Вика, еве ги тука се и родителите и мојве се збунија. Знаеш, мајкава, таткова, знаеш. И така да, првото идење во театар на моите им беше онака малку шок, но им беше мило што се поздравија со тогашниот председател и многу од тогаш више не ми се наљутија. Ништо од тогаш. Ништо од тогаш, само ме прашуваа на премиера дали ќе дојде председателот за да дојдат и они. Знаеш. Така да А беа твоите вака срекни кога беа многу горди. Да. Беа многу горди, иначе прво мислам дека дојдоа љути, знаеш кај ајде идеме се шо, тука се глумава, нели требаше костимографија, што се ова или режија. И ама тука господинот председател малце ја ублажи работава, па Чоре, знаеш, Чоре ми ја знаеше мојата историја, така да ублажија и
сакаа неќа мора да ме прифатат и после известно време веќе почна да се гордеат со мене. Така е. Ај се вратиме малку она што го заборавивме, Е. тоа е другарство од вама, од автокоманда, од Да. средно, од основно. Има ли некои пријателства кои што остануваат? Има уште За пријателства, да. цел да, живот? Да, за Да? цел живот. Мгм. Уште и од Ве види, а вака кога ќе ми кажат некоја другаркеве, ние правиме сега на пример 30 години Да. од матура. Да. Викам, јас си правам и од факултет, си правиме, не знам, 30-40 години, си правам и од матура, си правам И од и основно? од основно. Така да, муж ми стално вика, ама не заврши ова твоево. Една година, абе викам, чекај, сега сум со основците, не сум со матуранти. Не разбираш? После со матурант, па со дипломциве. Да. Сеќаш? Така да со сите си се гледам, јас со сите Мгм. си комуницирам. И сите се веќе можда и некои се на големи места, на видни Мгм. места. Ама нема врска, некој си и надвор, еве сега имам еден другар кој што е дојден од Нов Зеланд, не сме се виделе 10 години. И можеш да замислиш првото говедо, кај си? А кажи ми со Калиопи каква е приказната? Врзана за А со Скопје? Калиопи приказната е мојот татко и нејзиниот татко работеа заедно Аха. и беа многу добри пријатели. Татко ми работеше тогаш на термоелектраната Осломе во Кичево, а Калиопи тогаш живеа во Кичево. Да. И секогаш зимскиот период, за зимскиот распут, тато мене ме зимаше и ме носеше тамо во Осломе, кај електраната и тамо има по една соба како Мгм. Да, онака нивна, за нив. Да, не, тука престојуваа пошто татко ми идеше од петок, Мгм. од понеделник до петок. Аха. Тамо беше и тука имаше како едно апартманче. Добро. И зимно време ме зимаше и мене, пошто беше топло, убаво, имаше телевизор, све, он на работа, татко ми и уште други двајца негови колеги од Скопје, децава си ги зимаа таму и ние се дружевме. И пошто се дружевме, татко и на Калиопи рече ќе донесам и керка ми. Аха. Така ние се упознавме, ја бев второ оделение, а Калиопи беше четврто, мислам. Мгм. Така, он е 2 години постара од мене. И од тука ни постана тоа другарство, па после другата година мислам дека јас бев една вечер спиев кај нив, пошто Калиопи рече мора Маги да дојде кај мене. Па спиев кај нив, така да им ја знаев и куќата во Кичево. И од тогаш, кога се дружевме, значи јас, Опи и Тони, Тони кој што е Тони Попов, денеска беше представник на Сони, сега е уште нешто поголем. Нешто. Да, уште поголем. Да. Си имавме ветено, како мали си имавме ветено кој ќе пораснеме дека ќе одиме во Барселона, ама ние тројца. Мгм. Знаеш, кој ќе станеме своји. Да. И до пред некој 10 години, со Опи се видовме, вика, бајде, кога, како, шо, и Тони ни викаше, абе чекај децата да ми порастат, не може да ги оставам. Викам, нема да идеме месец дена, ќе идеме 3-4 дена. Толку дозволува буџетот. Извини, молим те. Не, единствено то 3 до някој 4 плати. дена, толку. Някој плати, то не може поише да идеш. Да. Не, секој сам ќе си плати, ама битно е тројцата да отидеме. Да, знаеш. да. И значи ќе се случи тоа. Да, ќе се случи. Добро, супер. Кога сме кај театри, се дружите како некогаш што се дружевте или короната смени некои работи или Мисли со колегите од едни во други театри? Да, Па и зависи. воопшто, дали се дружите, Сега дали има малце дружби поретко како пора. одам во театар, но јас имам таргет, на пример, си имам 3-4 личности од драмски театар, Добро. 3-4 личности од МНТ, Аха. 3-4 личности од театар за деца, така да со тие нонстоп се слушам. А со овие другите, ако се видиме вака на представи, на приеми некаде, така да се гледаме. Али, мислам, ова да не се слушнеш со колега и да ти каже што има ново у МНТ или у драмски или у театар за деца, тоа Не бива. не бива. Да. Не Кога бива. сме кај ова, приватното што го правиш, нели, и со театарот кај со Сашо Рисовски Ај, тоа е и приватен, да. Да, и ова што го правиш од кога? Од МКЦ, приказна една сме снимале тамо, па ја не знам, на почетокот на мојата кариера новинарска, значи тоа е пред 25 години. Така сум ги видела тие деца, веројатно дел од нив си станале актери. Драмското студио? Да, драмското студио, да. И тоа се приказни скопски. Многу сум горда на тоа. Мгм. Многу сум горда. Некои од тие деца се веќе и вработени по театрите и работат и веќе се имаат, добиваат награди, така натаму. И некои од тие деца веќе што се и завршени, сега во сегашно детско драмско ми се асистенти. Браво. Така Значи треба. тие биле, не Мали. знам, прво, второ Да. оделение и сега се асистенти. Мгм. Значи и
една од тие асистентките, лани кога го на завршниот испит, дојде со керкај. А керкај е година и пол. Ема Давчева. И ние кога доделувавме дипломи, доделивме и на Ника диплома. И Ема така ја погодивме во срце, да се расплака. Девојчево вика, па јас сум зимала дипломи, тука сега дојде и керка ми. Ама она донесе само колку да види. Така, да Еве, дечињава да ги види, пошто мала е уште, и да види мама кај работи, мама со кого си има работа. Да. Колку деца продефилирале? Имаш некоја бројка, барем во глава? Немаш. Сега не, колку продефилирале? Да. Не знам. Многу. Многу. Па Баш колку сега се тоа, скоро- 31 години се или не се 30? И поише. 30 и И поише, поише а? се, да. Браво. Поише се, Браво. пошто ја прво работев кај Дита, па Добро. кај Снешка, па Да. кај Тања Гоговска, па од Аха. Тања Гоговска почнав сама да работам. Некаде 2001 почнав сама да работам. Да, така е. Да. Зборувавме за многу многу работи не ги кажавме, дојде време за некако Зарем. заокружување. Да. Само да прашам, Скопје але се вика емисијава. Да. За какво Скопје навиваш, Маги? Што му недостига на Скопје по тебе или се е окей само да се продолжи вака? Па види, ја навивам, сега да не зборам тоа за чисто Скопје, ама навивам малку да се смени нешто со воздухов, што зимно време сме стварно се гушиме многу. Зимно време ја не можам да го поднесам, па морам да бегам сабота и недела некаде на планина. Мора да се бега. Значи мора нешто да се направи, дали со овие, не знам, со градбиве, Да се намали. да се намалат Така е. малце и да се видат како треба, има прописи како треба да се градат. Оние 2-3 згради што ги направија сега у центар, па таа ружа ветрове што ја викат, ја забранија. Значи нема сега проток на воздух во центарот, тие двете згради големите високите што ги направија по 25 спрата што се. Значи малку мора да има некој ред. За А во такво однос на Скопје се. театар, во однос на култура, дали си задоволна од тоа што му се случува на Скопје последниот период? Зборувавме за некои други времења сега. Да, сега во последно време гледам имам доста многу концерти. Добро. И тоа е добро. Сега за представи малце предничи вамо драмскиот театар, со тоа Рута, едно друго, имаат поише такви други театри што да гостувања. Така. За разлика од МНТ и овие другиве театри, но тоа не е, како да кажам, тоа е периодот е таков, така што можеби МНТ-те ќе направат доста добри представи, доста добри режисери. Да. Треба да дојдат оваа година и до година да работат, така да ќе биде добро. Добро. Фала, Маги. Фала ти и тебе што ме викна. Чекај. Не, чекај, уште ништо имаме. Да го фатам. Имаме награда, подарок. Замисли желба? Желба да замислам шо? Да. Па нешто замисли си. Така вика ова. Замисли си желба. Ајде, си замисли. А Скопје Сити Мол ќе ти помогне мала од тие желбички твои Што да се треба да оствари. направам? Ова се твои ваучери. И двете? Да, И двете се мои. и двете се твои. Што се прави со нив? Ништо се пазариш во Скопје Сити Мол. Супер! Не знам која беше твојата желба, ама какво и да е, веројатно ќе ти помогнат овие. Ама не ти кажа кај бев пред да дојдам, кај бев у кој бутик бев. Века чекам. Ќе ти помогне. Сега ќе се сипнам голем. Фала Маги. Фала ви на вас. Thank